почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денес сум во посета на Македонска каменица, каде што остварив средба со градоначалничката, која што допред одредено време и беше моја колешка, и како градоначалници од источниот регион соработувавме во насока на подобрување на квалитетот на животот во целиот овој регион. Денес сум овде за да направам увид во целосната реконструкција на овој пат кој што е многу значаен за Македонска каменица, поради тоа што поврзува две села со Македонска каменица, но и рудникот Саса, кој што е еден од гигантите на овој источен регион, вработува голем број на наши граѓани, со тоа и голем број на транспортни возила, тешки теретни возила постојано поминуваат работејки заедно со вработените во рудникот Саса, така што можам да кажам дека се работи за пат со должина од 10 километри и инвестициона вредност од 2,3 милиони евра. Е инвестиција која што е многу значајна на одредена делница која што со години не била ниту санирана, ниту реконструирана, а денес се врши целосно, темелно реконструирање на целиот овој пат со максимална реконструкција, вадење на тампонскиот слој, поставување на нов слој на тампон и два слоја на асфалт од 15 сантиметри, ширината на патот е 5,5 метри и секако оваа инвестиција е преку јавното претпријатие за државни патишта со вредност од 2,3 милиони евра, средства обезбедени преку ЕБОР. Можам да кажам дека источниот регион од слепот црево во државата денеска е регион кој што навистина е со многу развиена инфраструктура, со квалитетна инфраструктура по која што можат да се движат и граѓаните, но и да се развива бизнис секторот овде. Се сеќавате пред неколку години каков беше патот од Кочени до Македонска каменица, каде што имаше карпи на патот со години и со месеци не отстранети. Денес имаме целосно рехабилитиран пат од Кочени до Македонска каменица, но и се гради новиот пат од Штип до Кочени, тоа е експресниот пат. Првата делница е готова, втората делница веќе имаме прогрес од некаде 27% и со вредност од некаде 18 милиони евра. Вкупно во овој регион, околу Македонска каменица, заедно со сите инвестиции во рехабилитација и изградба на патишта, е некаде околу 23 милиони евра во овој момент, инвестиции за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните, за поквалитетна инфраструктура, за посилен бизнис во државата, за отворање на нови работни места. И тоа го правиме и е исклучително важно и многу различно од тоа што беше инвестирано порано, и апсолутно нашите приоритети се тие: да го подобриме квалитетот на живот, да имаме посилна и поквалитетна инфраструктура, модерна, и пред се да ги намалиме и жртвите по патиштата, а со тоа и да ја зголемиме безбедноста на нашите патни правци. Така што овој пат има добра динамика на реализација. Очекуваме во текот на наредната година да заврши и пред утврдениот рок, така што изведувачите имаат добра динамика и пред да започнат снежните врнежи во зимо треба веќе да имаат уште посериозен прогрес. До сега имаат асфалтирано околу 2 километри од целиот пат, а гледаме и по теренот дека надоле веќе се прават припреми за поставување на нова количина на асфалт во оваа делница. Ви благодарам. Почитувани граѓани и почитувани медиуми, чувствувам огромно задоволство што можам да кажам дека со реконструкција на регионалниот пат Македонска каменица Саса остваруваме едно големо предизборно ветување. Со целосно завршување на овој за нас многу значаен проект. Значително ќе се зголеми квалитетот, мобилноста, но и безбедноста на сите жители, посебно на жителите кои што гравитираат, тоа се најголемите населени места, село Саса и село Моштица, но и големиот економски гигант, рудникот Саса, со вработените во компанијата. Овде ќе искористам можноста да се заблагодарам на поранешниот директор на јавните предпријатија за државни патишта Зоран Китанов и неговите искрени заложби ова да биде реализирано како што е ветено, на поранешниот министер за транспорт и врски Сугаревски, но и на сегашниот актуелен министер Благојче Бочварски, кој што уште попосветено и поинтензивно работи на терен за задоволување на потребите на граѓаните. Ви благодарам.